Идеја и последното прашање ви беше за пописот. Значи, моето мислење е дека ако сакаме да добиеме реален попис во Македонија, реален, без пишувања на луѓе што живеат тука, а не живеат, ние мораме да го смениме концептот на пописот, на правење попис. Вака како што е сега е неизводливо да се направи, а да е реален. Значи, изводливо е да се направи, ама да си помине како што поминал и тој во 2002. Сега е многу тешко да се помине, и тогаш и сега е многу, сега уште потешко е да се направи попис каде што нема да има, да не употребам некој збор, неправилности, да речеме, да не речам фалсификати или такви потешки зборови. Имено ние се сочивме со една ситуација во која што тргна пописот, и според она што го имам како информација од пописната комисија, а и личните информации што ги примав, имаше масовни, значи кои во вистинска смисла на зборот, масовни обиди за нерегуларности, вака најблаго кажам, да не кажам потврд збор. Или требаше државата да влезе во апсење на илјадници луѓе што учествуваа во тоа. Нормално обезбедување докази прво, па апсење, односно приведување, изнесување пред суд, некој од нив ќе добија веројатно и притвор и така натаму, или да ги остави да си ја завршат работата како што е тргнале. Државната изборна комисија одлучи да свири крај, да ја прекине утакмицата. И мислам дека не погреши. Информациите што доаѓаа од теренот беа дека се попишуваат илјадници луѓе кои не живеат во земјава. Преку Skype го држи пасошот и некој пишува дека е тука и потпишува. Се врши притисок на другиот и тој да потпише. Во 90% од случаите притисокот успева и другиот потпишува, ако не потпише, друг некој ќе се потпише. Па иди ти у тоа море од хартија, најди ги после кој е вистински потпис, кој е фалсификуван, кој не е фалсификуван. Значи, зборам масовна појава. И знаете и од кого. И од која страна. Така? Би требало да знаете. Предпоставувам. Да. И ја не гледам начин, ако повторно тргнеме со истиот метод, да имаме нормален попис. Или па истото ќе ни се случи, па прекин, или треба да ги оставиме и да терат. И тогаш резултатите не можам да стоам за нити ја, нити пописната комисија може да стои за тие резултати. Моето мислење е дека нам ни треба, и ние почнавме да работиме на тоа, нам ни треба еден компјутерски софтвер со кој што точно ќе се евидентира присуството на секој граѓанин во секој момент, во секоја минута, кој е во земјата, кој не е во земјата. И на него би можело да се направи само еден дополнителен попис, да секој се искаже етнички и верски. Доколку сака, некој може да рече не сакам, окей. Но на сите да им биде пристапено само тоа, да се иска, но прво да се констатира кој е во земјата, кој е надвор и колку време е надвор. За тоа да се констатира потребен еден прилично сложен, голем софтвер, на кој што веќе институциите почнаа да работат и се надевам дека можеби не до избори, но веднаш после изборите ќе се излезе и со меѓународен јавен повик за снабдување од некоја сериозна куќа на таков софтвер, заедно со хардвер, бидејќи за подршка на таков софтвер ќе треба и силен хардвер, кој што ќе во секој момент ќе има евиденција за секој граѓанин што е во земјата и што не е во земјата. И колку време не е во земјата. Тогаш знаете точно кој е во земјата и кој треба да влезе во, како се вика тоа, жители или како се вика. Колку луѓе се попишуваат. И после само може да се направи попис да ги прашате за верата и националноста заради потребите на Охридскиот рамковен договор и законските и уставни одредби што ги имаме поврзано со тоа. Друг начин многу тешко да успее. Ете, тоа е мојот. Таков софтвер, примере што говорите, би бил согласно стандардите, би ги исклучил сите оние што се подолго од една година надвор од Македонија, кои според стандарди тие се европски. Не, нема да ги исклучи, ќе си ги класификува во таква група. Има групи. Не, вие тоа што ми говоревте претходно, што ја предпоставувам дека е проблем, и веројатно тоа е проблем и тоа создава забуна сега кога го имаме, или кој ќе го затвориме сега избирачкиот список. Значи, во Македонија има 1.800.000 гласачи, а на последниот попис сме биле 2 милиона и нешто. Но овде се тие кои се на привремена работа во странство, таму има список на државјанства, кои веројатно ова што сакате да ми кажете се обидуваат со пописот
на кои немаат право да се попишат, затоа што европските стандарди се попишуваме тие, тоа е попис на домаќинствата и на тие кои живееме во Македонија. Оние кои се подолго од една година отсутни од Република Македонија не се попишуваат. Мислам дека тоа се стандардите. Но тие се на оној список за кој сега, ако е тоа истиот список на оние кои би гласале во странство, беше околу 67.000. Не се сеќам на такви бројки што ги спомнувате, меѓутоа се надам дека големата слика ја разбирате, што е проблемот и во кој правец јас мислам дека треба да се движи работата. Јас подолг период барав Европската унија да го изфинансира тој проект со софтверот, не толку заради парите, туку заради кредибилитетот. Таа да застане, но тие ветуваа, но немаше реализација и сега почнавме сами да го работиме. Се надевам дека тие ќе се вклучат во некоја подоцнежна фаза, ќе ги погледнат работите и во најмала рака да бидат некаков гарант дека за да нема па недоверба во софтверот. Може да се јави недоверба во софтверот, така? Вие таму сте го смениле, сте го направиле и да нема доверба. Така што по мене тоа е. Инаку може да дојде утре друга влада и да спроведе попис. Но јас знам како изгледа. И знам како попис ќе биде. Добро, благодарам на Владо Бучковски. И се извинам уште една и можам само да замислам каков бил пописот во 2001 или втора, мислам. Во 2002 кога немаше по 20 попишувачи. Нели сега се сеќавате во овој закон ставивме за секој попишан граѓанин да мора 20 да се попишат. И главно беа и етнички различни тие 20. И ги видовме проблемите, практично така и дознавме за проблемите. Можам само да замислам како било 2002 кога еден попишу.